Автор на текстот во монографијата Остани во чекор е новинарот Кирил Тодевски. Танец, паралелно со посебен усет, го негува и афирмира изворното фолклортворештво преку песната и играта. Значи, изворните игри остануваат и понатаму како траен белег на действувањето на само танец, а современите светски наградби на некој начин се надградба на оно што треба, оно што да кажеме и консументот го бара на сцената. Фотографиите се од архивите на танец и на фотографката Маја Аргакиева. Издавач е Арс Ламина, книгата е на англиски и на македонски јазик, со идеја да биде убаво паметење па и сувенир за 10 најпознати кореографии на танец. Тоа се воедно и најстарите кореографии. Првите кореографии, невестинско, тешкото, драчевка, седенка, тропна лоуро, водарки, тресеница, осоговка и така натаму. Се решивме за првите, излезе дека се тоа воедно и најстарите ора, но и најпрепознатливите, ненадминатите до денес. Има и нови кореографии, за среќа се појавуваат и нови кореографски имиња, меѓутоа кога ќе ги споменете имињата на Трајко Прокопиев, на Чучков, на Атанас Коларовски, мислам дека се уште во светот одзвонува и она сеќавање на танец уште од првите негови денови, кога го постигнал големиот успех во Ланголен, кога се појавиле со тешкото, кога сите занемеле кога го виделе ансамблот на сцена. И во овие ора се препознаваат оние први обиди, први јасни чекори и најава што танец ќе представува до денес. Подвижен музеј, најголем амбасадор на нашата земја и вистински репрезент на македонската култура. Како што споменав, монографијата е наменета за поширок круг луѓе, за сите ентузијасти, сите влюбеници во македонскиот фолклор, кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за кореографиите на танец, за авторите, да дознаат кои се тие историски костими или носи кои што одат со кореографијата, зашто во книгата, покрај тоа што има богат фотографски материјал од архивата на танец од минатите времења, направивме и специјална фотосесија за која стои фотографката Маја Аргакиева, таа е автор и на насловната фотографија, но и на многу фотографии во книгата, каде што ги сликавме членовите на танец облечени во носиите кои што се соодветни за овие 10 кореографии. И сметав дека треба да се почне со вакви издания, односно целото раководство на танец, дека ние сме тие кои што треба на публиката да дадеме она што сметаме дека е најкорисно за неа и некако да почнуваме да го средуваме тој распрскан простор, односно информациите во него на сите страни, некои се од корист, некои се на штета на македонскиот фолклор. И мислам дека ќе продолжиме со вакви изданија и за другите кореографии, но веќе следно што предпоставувам ќе се подготвува, она што ни ве план е и нотографии на македонските ора, она што оркестарот на танец го свири, па и песни кои што се специјално аранжирани за ансамблот на танец и многу и за личностите на танец. Остани во чекор беше слоганот со кој танец ја одбележа минатата година и своето 7-децениско постоење. Остани во чекор е и насловот на монографијата, но и името на предизвикот за тимот на танец да се држи чекор и со традицијата и со иднината. Така ја именувавме, зашто тоа е клучното нешто. Танец е задолжен, бидејќи уште во статутот кога е формиран пишува дека тој треба да се грижи за нашето музичко-фолклорно богатство. Меѓутоа, не може така петрифицирано да се чува тоа и треба да се биде секогаш во чекор со времето. И нам ни се чинеше дека танец до сега исполнува таа улога, дека е во чекор и со минатото и со сегашноста, но треба да размислува и за иднината. Таа граница е многу лесно да се помине, да не станете естрада, да не станете многу популарни во најлошата смисла на зборот. Ние рековме дека ќе бидеме во чекор и со минатото и со сегашноста и со иднината, но секогаш имајќи на ум да не го сквернавиме изборниот фолклор, тој да биде сценски прикажан, адаптиран, да има нови моменти, нови кореографски изрази, но тоа секогаш да биде во духот на македонската традиција.
На крајот секако и сумирањето на впечатокот кои се најголемите предизвици, но и најголемата сила на она што значи брендот танец. Јас танец секогаш сум го гледала како и секоја уметничка форма и ансамбл. Исто сум ги следела и филхармонија и опера, исто сум го следела и танец на ниво на уметност. Никогаш танец за мене не бил обично, во најлошата смисла на зборот, најобично културно-уметничко друштво, туку за мене тоа бил високо уметнички чин кога сум го гледала танец на сцената. И тоа и сега ме води во перципирањето на работите. Мене ми е навистина чест поинаку е да се гледа танец од страна. Кога дојдов овде како инсайдер, само неколку месеци сум и дојдов на крајот, на опашката на ова јубилејна сезона, кога имаше најмногу настани, нема време за адаптација, туку бев веднаш турната во еден процес и што може во тој момент, како можам јас да го дадам својот придонес. Многу ми беше корисно што не требаше да се запознавам со содржината, со она што танец го прави. Меѓутоа бев изненадена, негативно изненадена, но во исто време и позитивно изненадена. Мислев дека танец ги има условите за работа. Јас сум доаѓала овде, меѓутоа никогаш, знаете, кога нема да влезете подлабоко, не знаете на кој начин танец се подготвува за настапи. Се фрапирав колку танец по предпоставка ги прави кореографиите во еден скусен простор, во една сала која што е помало од било која физкултурна сала во училиштата. И потоа како се распостила без никаков проблем, без грешка во чекорите во една сцена на Македонската опера и балет или Македонскиот народен театар. И тоа ми беше фасцинантно. Танец е хендикепиран, нема своја сала. Танец би можел секој втор ден да дава концерт. Има хор, оркестар, играчи, тие можат да се постават во различни формации. Туристите се заинтересирани каде може некоја група голема на туристи да го види танец ако дојде денес. Јас мислам дека е тоа клучната работа и ако некој сериозно сака да даде свој придонес во државата, не само краткорочни фрлања на коски или сечење ленти, мислам дека треба во танец да се вложи, зашто тој сакал или не, тој е најголемиот репрезент на македонската култура, на духовното наследство.